Петочно издание на регионалните вести на телевизија КИС. 58 фирми од Тетовско се пријавиле да добијат субвенции за да отворат нови работни места, додека пак по друга активна мерка над 200 невработени лица аплицирале за добивање на неповратен грант за започнување сопствен бизнис. По 19.000 денари месечна субвенција ќе добијат работодавци кои ќе вработат долгорочно невработени лица, млади до 29 години, лица над 50 години, самохрани родители, родители на деца со пречки во развојот или инвалидни лица. 58 фирми од Тетовско досега се пријавиле на повикот на Агенцијата за вработување за отворање нови работни места преку субвенционирање на плати. Тоа е новитет за работодавачите годинава. Значи сите оние работодавачи кои што сакаат да и имаат неформално или формално веќе одредено кои лица, а и преку посредување во Агенцијата за вработување по одредена квалификациона структура, лица кои што сакаат да ги вработат. Имавме 3 категории каде што можеа да аплицираат фирмите, односно правните субјекти. Значи првата категорија е за сите лица кои што се активни баратели на работа. Во период од 3 месеци агенцијата субвенционира 19.000 денари на име на бруто плата со услов 6 месеци понатаму да ги задржи на работа. Втората категорија е 6 месеци со 12 месеци да ги задржи на работното место и последната категорија и најповолната би рекол категорија за оние правни субјекти кои што да кажам позитивно работат на пазарот на труд се 12 месеци субвенција за работодавачот со услов 18 месеци да го задржи на работа. Активна беше, имавме некаде над 60, да кажам, 58 фирми кои што аплицира и кои што очекуваат во наредниот период во фазата на евалуација. Сите фирми кои што ги исполнуваат условите, а условите беа следни, значи лицата да бидат активни баратели на работа во Агенцијата за вработување, Центар за вработување Тетово, а фирмите да не го намалиле бројот на вработувања во последните 6 месеци, да имаат позитивна тековна пресметка и фирмата да биде основана пред 1.7.2017 година. Од 23 минатиот месец почна да тече повикот до невработените лица кои сакаат да започнат сопствен бизнис. Над 200 невработени лица од Тетовско аплицирале за добивање на неповратен грант преку програмата за поддршка на самовработувањето на Агенцијата за вработување на Република Македонија во соработка со UNDP. Се работи за мерка која што работиме веќе 10 години. Оваа година наменета и за младите лица до 29 години и за лицата, условите се исти и за лицата над 29 годишна возраст. Значи, сите оние кои што ќе се пријават во нашите работни клубови, мерката опфаќа пријава, апликација и учество на самиот кандидат, меѓу останатото и одговара на група на прашања, системска е евалуацијата и врз основа на прашањата дадени во систем, евалуацијата се селектираат одреден број на кандидати кои најуспешно одговориле на групата на прашања. Во вториот дел во мерката самовработување имаме работа со ментори од UNDP како партнери во проектот, ментори од Агенција за предприемништво, кои што веќе го оформуваат бизнис скицата и бизнис идејата и врз основа на таа и постои втора селекција каде што веќе во третиот дел, третата фаза учествуваат директно при подготовка на финален бизнис план и тоа е некаде до отварањето на фирмите, сите позитивно што ќе одговорат на барањата и да кажам изјаснувањето во тој бизнис план за нивните потреби за самиот бизнис, сите тие отвараат бизниси некаде во август, очекуваме реализација на првиот дел од сите оние кои што аплицира некаде пред месец и пол до 2. Апликантите кои ќе ги исполнат условите ќе добијат неповратни средства во износ од 246.000 денари до 307.500 денари по корисник или до 615.000 денари доколку се основа правен субјект од 2 содружника како друштво со ограничена одговорност од 2 лица, при што секој од содружниците ќе има еднаков удел во друштвото. Правните субјекти основани од инвалидни лица имаат можност за дополнителен грант за вработување до 2 лица.
Заинтересираните лица за учество во програмата може да аплицираат до 30.11.2018 година, односно се до пополнување на предвидениот број на кандидатите. Лицата кои добиле грант за самовработување во изминатите 5 години немаат право да аплицираат за учество во програмата. И раководството и синдикатот на Југохром потврдуваат дека комбинатот нема да проработи во предвидениот рок на почетокот од јуни. Оттаму вела дека се уште се работи на надградба на филтер станицата која се очекува да биде готова во септември, кога ќе започнат да чадат оджаците. Од раководството на комбинатот велат дека од наредната недела ќе треба да се започне со монтажа на челичната конструкција на филтер станицата, која во септември годинава треба да биде завршена. Факом од понеделник треба да почне со монтажа на челичната конструкција, која ќе биде завршена до јуни. Потоа следува инкорпорирање на вентилатори, фибер, вреќи и други делови. Почеток на работа на печките 7 и 8 се очекува да биде од септември оваа година, изјави директорот на комбинатот Васко Скендеровски. Од синдикатот истакна дека доснат со изградбата на станицата поради некои пропусти во врска со исплатата за нејзина изградба. Проблемот е надминат и постапката околу исполнувањето на еколошката дозвола за работа тече безпрекорно. Што се однесува околу системот за отпрашување, работите течат, се работа, факом работа, активна работа. Имат негде над 200 кусур тона челична конструкција претремено и се очекува секој момент да ги донесат и да почнат со поставување на лице место. Изминатиот викенд заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули истакна дека Југохром нема да проработи во предвидениот рок, затоа што фабриката не ги исполнила преземените обврски, односно не поставила филтри на печките 7 и 8, кои заедно со системот за отпрашување треба да чинат околу 12 милиони евра. Југохром престана со работа во ноември 2016 година, откако Државниот инспекторат по животна средина му наложи да го сопре производството, затоа што не го испочитува рокот за изградба на системот за отпрашување. Со идеи за заедничка визија за Шарпланина, жителите на општина Тиарце вчера беа дел од петтата поред трибина за креирање на заедничка визија за Шарпланина во организација на платформата Пријателите на Шара и невладината организација Центар за едукација и развој. Илегална сеча, криволов, проблеми со отпад и граѓаните на општина Теарце со слични забелешки на вчерашната трибина за креирање на заедничка визија за Шар-планина во организација на платформата Пријателите на Шара и невладината организација Центар за едукација и развој. На трибината со своји идеи се вклучија клучните заинтересирани страни од регионот, односно локалното население кое се занимава со сточарство, собирање на шумски плодови, планинари, луѓе кои ја сакаат природата, ловџејски друштва, односно секој оној кој има визија за заштита на природата на Шар-планина. Проблемите поврзани со природата се повторуваат од општина во општина. Луѓето ни реагираат за работи поврзани со илегална сеча, криволов, огромни проблеми со отпадот генерално и во планинските села и во низинските општини и села, потоа едноставно едно големо, она што го приметивме од учесниците до сега е едно големо незадоволство во однос на тоа како се грижиме за природата или во однос на тоа колку надлежните институции си ја вршат својата работа. Како платформа Пријатели на Шара сметаме дека ваквиот начин на активности и контактирање со локалното население е вистинскиот начин. Прво за да се слушне гласот на локалното население, меѓутоа и да се креираат заеднички активности понатаму за сузбивање на овие негативни појави. Значи, денешниот настан е во рамките на проектот Шар-планина наш заеднички дом, која се поддржува од Eurothink, организација која е надлежна за поддржување на проекти во руралните средини. И во рамките на проектот ќе се реализираат 3 трибини. Значи, денешниот трибина е втора поред во регионот, во Полошкиот регион. Понатаму во соработка и со организацијата ГИС од Скопје ќе се реализираат вкупно 6 во
целиот Полошки регион и како главна цел е вмрежување на местните заедници и локалните активисти со цел издигнување на нивното ниво за зачувување на шара и идејата на платформата Пријатели на шара, која е заштита на шара и прогласување како национален парк. Во рамките на проектот ќе се изготви документ кој понатаму ќе биде презентиран во завршниот настан кој се планира да се реализира некаде крајот на мај и ќе биде презентиран пред надлежните министерства, локални авторитети и местни заедници понатаму. Јас сум Јована Богоевска, најмлад член во ПК Љуботен. Голема желба ми е шара да стане национален парк после сите други национални паркови во Македонија. Исто така ќе бидам член од платформата на Пријателите на шара и сум многу сигурна во мојата желба и идеја за Шар планина да стане национален парк. За 2 недели организаторите ја најавуваат завршната трибина во општина Тетово, пошто ќе бидат представени заклучоците кои произлегле од сите трибини. За поголема искористеност на средствата од програмата за рурален развој, потребно е подобро информирање на земјоделците, здружено аплицирање, партнерства со бизнис секторот. Ова се само дел од препораките од трибината креирање на програмата за рурален развој по терк на земјоделецот, која се одржа вчера во Гостивар. Земјоделците не се доволно и навремено информирани за програмата за рурален развој и можностите кои што преку неа се нудат. Тие користат само мал дел од средствата од програмата и најчесто аплицираат како поединци, што пак значи дека имаат право на пониски суми. Анкета покажала дека само 3% од 800 испитаници аплицирале како здружение. Ова се заклучоци од истражувања на Здруженијето Рурална коалиција, која вчера во Гостивар одржа трибина, на која локалните институции и земјоделците заеднички работеа на креирање на програма за рурален развој за 2019 по терк на земјоделците. Откако целосно ќе биде подготвена, програмата ќе се поднесе во Министерството за земјоделие. Земјоделците истакнаа дека е неопходно подигнување на нивото на соработка помеѓу институциите на локално ниво и земјоделците, честа теренска посета и размена на информациите, креирање на партнерства и соработка со бизнис секторот, активирање на локалните земјоделски здруженија со поддршка од општината, обезбедување на резервен фонд што ќе го поддржува аплицирањето за националната програма и за ИПАРД фондовите, како и промена на роковите за пријавување за субвенциите. Организаторите најавија дека во наредните 2 месеци ќе се одвива промотивна кампања за поддршка на иницијативата за креирање и прифаќање на програма за рурален развој по терк на земјоделецот. Годинава во програмата има на располагање над 2 милиарди денари. Парите кои нема да се искористат се пренаменуваат за други цели. Семејно насилство, измама, повреден велосипедист и обид за труење, бележи билтенот на случувања регистриран во Тетовската полиција. 67-годишникот Тетовското село Доброште пријавил семејно насилство што го извршил неговиот 29-годишен син. Според пријавата, 1 час пред тоа во нивната семејна куќа започнала меѓусебна вербална расправија. Синот потоа со бекатон плочки почнал да ги крши прозорците од куќата. Набрзо по пријавувањето синот е лишен од слобода, додека причинетото оштетување е фотодокументирано и се расветлуваат сите поединости поврзани со случајот, соопшти СВР Тетово. Вчера околу 16 часот на улица Киро Ристовски Дрнц во Тетово, непознато возило кое веднаш го напуштило местото, удрило во велосипед што го управувал 24 годишник од градот. Повредениот велосипедист пренесен и задржан за лекување во Тетовската клиничка болница. 63 годишен гостиварец пак вчера пријавил дека околу 8 часот и 45 минути, одејќи на работа во паркот во близина на гостиварската општа болница, бил пресретнат од непознато лице кое му рекло дека му се случила сообраќајна несреќа со возило управувано од Араб и дека треба да му ја надомести причинетата материјална штета. Непознатиот брзо се оддалечил, а му се доближил на водниот Араб, кој му побарал пари за да ги спореди дали се вистински
со оние кои наводно му ги дало непознатото лице. Гостиварецот му поверувал на кажаното и му дал 8.000 денари, а Арапот ги зел, заминал и му кажал дека веднаш ќе се врати. По известно чекање на гостиварецот му станало јасно дека е измамен, па случајот го пријавил во полиција. Ноќеска околу 1 часот и 20 минути во гостиварската општа болница бил донесен 40 годишник од Врапчиште, кој претходно испил и се затрул со 40 таблети, пошто загубил свест и паднал во близина на ќебапчилница во селото. На 40 годишникот му е укажана лекарска помош и е задржан за натамошно лекување. Тетовската полиција соопшти дека вчера била спроведена акцијска контрола на автобуси и такси возила учесници во јавен превоз на патници. Вчера од 12 до 17 часот полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово спровеле акцијска контрола на автобуси и такси возила, учесници во јавен превоз на патници. Со контролните активности на поширокото тетовско подрачје вкупно биле опатени 40 вакви возила, а откриени се 19 недостатоци, односно прекршоци. Кај 13 возила откриена е неисправност на сопирачките, 4 биле без извршен технички преглед, а 2 со истечена регистрација. Поради констатираните недостатоци, 15 возила исклучени се од сообраќај. Покрај тоа изготвени се и 19 прекршочни платни налози и 2 барања за поведување прекршочна постапка. Во овие активности утврдени се и 10 други видови прекршоци, кои исто така соодветно се заокружени со поднесоци. Во акцијската контрола реализирана на гостиварското подрачје пак биле опфатени 21 возило, најмногу од јавниот превоз. 2 од нив биле со неисправни сопирачки, 3 со неисправни други уреди, 4 немале извршено технички преглед, а 1 било со истечена регистрација. Откриените прекршоци санкционирани се со 10 прекршочни платни налози. Контролните активности на техничка исправност на возилата и прецена униот јавниот превоз на патници континуирано се реализираат на Тетовско-гостиварското подрачје во функција на отстранување од сообраќај на неисправните и подобрување на вкупната безбедност во сообраќајот. Препораката од Европската комисија е најдобар доказ дека напорите на вашата земја импресионирале многумина во Европа, порача председателот на Европскиот совет Доналд Туск, кој престојува во Скопје. Премиерот Заев рече дека Македонија никогаш не била поблиску до датум за почеток на преговори. Овде во Скопје чувствувам промена на политичкиот менталитет во Македонија и вистинска политичка волја за придвижување на евроатланската интеграција на вашата земја. Гледам храбро лидерство насочено кон иднината. Европската унија е најголем инвеститор, најголем донатор, како и најголем трговски партнер за целиот регион. Ова се однесува и на вашата земја. Близу 80% од вашиот извоз оди во Европската унија. 13% од извозот отпаѓа на соседите од Западен Балкан. Само 1,5% е со Турција, 1% со Русија и 1% со Кина. Освен трговија и инвестиции, убеден сум дека ЕУ е најголема надеж за подобра иднина за вашите граѓани. Ова го кажувам од лично искуство како Пољак. Многу години го политиката беше против нас. Но денес во рамките на ЕУ ние можеме да го негуваме нашиот национален идентитет додека сме дел од поголема заедница во која сите можеме да просперираме. Не е случајност што 80% од полјачите денес го поддржуваат членството во ЕУ. Имајќи го на ум, може да ве уверам дека ЕУ ќе ви помогне во вашите напори за реализација на реформите. Ги имате сите неопходни состојки за да успеете.
konsensusna polityczka klasa za członkostwo w EU i NATO, kako i решителност na wasz naród. Dozvolite mi da završam so to, što ki rečam, deka razgovaravme i za regionalna ta sorabotka i dobrite međusosedski odnosi, kako i za njivna ta važnost za celi od region. So Bugarja dokażawte, deka koga postoji wolja da se nadminat duchowite odminato, to postoji način da se odikon idminata. Navistina se nade vam deka istoto, kiego postignete i so Grcija. Ja imate moja ta bezuslovna podrška i ja verujem vo vas. Признанието за напредокот на нашата земја. Истовремено доаѓа одговорноста да продолжиме со исто темпо во трансформацијата на Република Македонија по примерот на стандардите на Европската Унија. Нема време за опуштање и во наредниот период ќе ги одвоиме нашите напори. Реформите ќе станат повидливи, поконкретни и поефикасни. Врз основа на препораките на извештајот на Европската комисија и во соработка со неа, започнавме со дефинирање на планот 18 за реформските мерки до крајот на годината. Ја убедивме Европската комисија дека заслужуваме препорака. Сега сакаме да ги убедиме и државите членки на Европската Унија. Со целата наша енергија, знаење, искуство, интензивна работа и политичка волја, влегуваме во активности за да понудиме аргументи дека заслужуваме почеток на преговорите за членство во Европската Унија и дека сме подготвени да фатиме чекор со државите од регионот кои што веќе преговараат. Пред нас имаме конкретна цел, никогаш не сме биле поблиску да добиеме датум за почеток на преговорите за членство со Европската Унија. Лидерите на Северна и Јужна Кореја Ким Џонг Ун и Мун Џаe Ин подпишаа декларација со која се согласуваат да работат на комплетна денуклеаризација на Корејскиот полуостров. На нивниот прв самит по повеќе од една деценија, двете страни соопштија дека ќе работат на договор за воспоставување на постојан и солиден мир на полуостровот. Во декларацијата е вклучено и ветувањето за намалување на военото вооружување, прекин на непријателските дејства, како и претворање на границата во мировна зона и воспоставување на мултилатерални разговори со други земји како САД. Илјадници луѓе синоќа излегоа на улиците ширум Шпанија откако суд ослободи 5 мажи од обвиненија за силување на млада жена за време на фестивалот со трка на бикови во Памплона 2016 година. 5 мажи меѓутоа се осудени на затворска казна поради сексуален напад, но многумина сметаат дека таа казна е премногу блага. Според шпанскиот закон, обвинението за сексуално злоставување се разликува од обвинението за силување во контекст дека не вклучува насилство или закани. 5 мажи го снимале нападот кој се случил за време на фестивалот Сан Фермин во Памплона во 2016 година. Германската држава им нареди на сите државни институции да постават христијански крст на влезовите. Се работи за конзервативната сојузна држава Баварија, откаде истакнуваа дека на крстовите не треба да се гледа само како на религиозни символи, туку како рефлексија на културниот идентитет на оваа држава. Крстови веќе се поставени во јавните училишта и судниците. Декретот нема да се применува на федералните владини институции во Баварија, известува германската новинска агенција ДПА. Баварија е една од најбогатите сојузни држави во Германија и успева подобро од сите останати држави да се справи со приливот на мигранти. Францускиот председател Емануел Макрон рече дека веројатно не успеал да го убеди председателот на САД Доналд Трамп да се придржува кон меѓународниот договор со Иран. Договорот со Иран шефот на Белата куќа го нарече луд, а Макрон сега со истата придавка ги опиша честите промени на американската глобална политика. Трамп има рок до 12 мај да реши дали Вашингтон и понатаму ќе се придржува кон овој договор, наменет да се спречи Иран да дојде до нуклеарно оружје или повторно ќе му воведе санкции на Техеран. Легендарниот комичар Бил Козби, кој беше омилен на милиони американци неколку децении, е осуден за силување на 3 жени.
Пред колку години јавноста дозна дека тој имал силувано околу 50 жени, на кои им дал дрога за успивање пред да ги силува. За неколку дена ќе има судење за тоа колку затвор ќе добие. За секое силување казната е од 1 до 10 години затвор. Денес имавме сончево време, дуваше слаб до умерен северен ветер. Утринската температура се движеше од 6 до 12 степени, а дневната од 22 до 27 степени. УВ индексот изнесуваше 7. Според прогнозата на метеоролозите, времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Утринската температура ќе се движи од 7 до 13 степени, а дневната од 23 до 28 степени. УВ индексот ќе изнесува 6. Тука е крајот на денешните регионални вести. Имајте пријатен викенд.